Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Драгче. И се надевам дека и денеска вие сте расположени, а јас многу сум расположена. Ама ќе ви кажам потоа зошто многу сум расположена денеска и така целата си цветам како цвеќе. Да ги поздравиме нашите гледачи ширум светот и да си ги поздравиме нашите гледачи во Македонија, оние кои што се наши редовни гледачи, а денеска подгответе ги вашите телефони и да снимате и да фотографирате, затоа што ќе има што да фотографирате, драги мои пријатели на оваа наша емисија. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско. Ајде да ги поздравиме пријателите од ПК Беско и да им посакаме успешна работа. И се разбира на сите оние кои што ги користат овие производи, а и оние кои што не ги користат, да почнат да ги користат и да им кажам пријатен апетит со убавите вкусови на ПК Беско. Ете, си ги поздравивме и пријателите на нашата емисија. И сега, значи, сакам да кажам зошто јас сум многу среќна. Среќна сум затоа што срцето силно ми лупа, затоа што си повканив гости од моето место на живење. Редовен пријател сум нивен, гордост наша македонска се и се надевам и сите оние кои што за прв пат можеби денеска ќе ги гледаат, дел од ансамблот Китка од Исти Бања, а вистоинскиот виновник во наводници затоа што тој ансамбл постои, затоа што нонстоп вежба, затоа што ја прославуваат Македонија ширум светот и од секаде ги грабаат првите награди, е виновен нашиот Стојко. Си го поканувам од сестраце, добре ми дојде. Добро ве најдов. Како си ти? И како и секојаш, возбудени, добри. Расположени, а со амблемот Китка. Амблемот Китка. Зато сум ја вакаво Китка, види како сум цветна. А па ова па специјално за вас од Китка. Специјално. Да имате, бидејќи ние со празни раце не одиме никаде. Никогаш, да. Леле, па колку е убава шарен. Имаме 50 години чоколадка Китка и има многу убава гривничка. Ајде сега да ја водам. Па немаш на раце. Па еве, веднаш ќе си добијам. Ајде прво да ги поканиме и гостите. Ајде. Па потоа ќе се китиме ја и ти. Така. Повели од оваа страна. Да. Ајде. Тука ни се гости нашите играорки. Ајде. Да ги видиме играорките. Браво, добре дојдовте. Навистина, вие имате здраво живо. Да, здраво. И нашите дел инструменталисти. Ајде, здраво живо. Тука се само основните инструменти, гајдата и тапанот, инаку нема место да биде цел оркестар. Да, точно. Затоа ги зедовме гајдата и тапанот. Одлично, денеска ќе ни го украсувате студиото, но и ќе не забавувате, така нели? Ќе биде убаво. А ја и Стојко ќе правиме клин чорба. Да. А кај нас ја викат џанка. Да. Кисела чорба, така си ја нарекуваат во нашиот регион. И Тоа е клин чорба или кисела чорба. Сега е времето на великите пости. Така. И кај нас е традиционално да се прави таква чорба. Таа дава и апетит. Порано јас тоа ми од мајка ми рецепт. Рецепт, мојата покојна мајка, кога порано се одеше на гости некаде, кај некој болен да се посети, и се носеше како понуда клин чорба. Побрзо да оздрави. Да. Добро. Ајде. Ме закити или не? Еве. Добро, еве сега закитена сум комплет за да играм додека свират. Тоа од господјата Петрунка Костадинова. Таа ни прави многу убави гривни гердани и секојаш кога одиме ни дава да даваме подароци. Ете, за Петрунка Костадинова од Исти Бања. Ете така, поздрави. Јас овде ќе го вклучам шпоретот. Треба да додадеме вода. Да, водата од тука да ставиме. Добро. Да заоврие водата. Ова е и топла. Ако ќе биде. И јас. Ова викат кога се сипува вода, гости ќе ти дојдат. На убаво е нарно. Инаку, младите не знаат за таква чорба, за такво нешто, но ќе видат дека еднаш да пробат и сакат често да јадат. Па за тоа има џанки, а не авокадо. Да. Сега, значи, водата
пред кога ставивме, малку сол треба да ставиме. Ставиш или јас? Јас, бидејќи ти ќе сецкаш прас. Добро. Ајде, Така. започни Кога ќе си. зоври вод, ќе ставиме сливите, а јас да го спреам празот. Може? Добро, затоа ти велам, тука сум поблизу. Така, ќе го сечеме. Лесно ти оди со овој нож. И Што ќе ни освирите, додека да не си сече мајсторот? Па ќе се представиме со една точка што да свириме стално на настапи Така. и денеска ќе освириме. Ајде. Традиционално ород. Ајде. И ќе го покреаме празот, ако ќе се оди водот, ставиме сливите на непред. Джанките. Джанки. Добро. Джанки. А оризо? Оризо на крајот. Добро. И малку зејтинче може да стави. Сега? Добро. Да свирате, или? Наши веќе си свират овде. Ние слушаме тивка музика. Добро. Така. Почнете си. Не мораш целиот. Шо? Браво. Тоа е орото се вика пресечкото, тоа никако име многу разиграно и секаде каде одиме низ светот, за тоа орото е најмногу аплауз. Најмногу аплаузи затоа што најмногу се скока. И доста оригинално Сигра. што го нема во други краеви, Така. токму од регионот на Исти Бања, од Осоговските планини. Убаво нешто, но јас сакам да те запрашам, повеќе ми не знаат, но еве и во нашата емисија да кажеме дека во ансамблот Китка имате повеќе постави. Деца, малку поголемки деца, па младинци и највозрастни ветерани. И Ајде. они се лута, кажам, Така. сениори викат да ги викаме. Така ли? Значи, Сениори да ги викам. ансамблот веќе ова година 51 како 50 години обележавме во минатата година. И на почеткот јас бев најмлад иницијатор за се формира ансамблот, бев Така. веќе 16 години. Сите им беа како родители, но постепено се зголемуваше бројката, така што денеска од целиот регион имаме секции, имаме во Исти Бања секција, во Виница, во општина Чешиново, Блешево, така што имаме скоро 300 редовни членови од 6 годинки, од како можат да почнат на училиштето, па до кога може. И се радуваат. И се радуваат, бидејќи имаме посебен стил на работа во нашиот ансамбл, почнет према секого, од најмали до највозрастни, и многу патуваме на многу фестивали, тоа врвни светски. И носијата ги привлекува, мораме да кажеме. Носија оригинални, еве да речеме првата носија е невестинската носија. Оваа од Исти. носија, така. Да, невестинска, има некои елементи фала, другата е момиска носија. Овие 20 се ергенски носити. Ергенски носи. Уште не се женети и има шанси скоро да види. Убаво ли да се биде во ансамблот Китка? Да. Одлично, па се разбира. Да. Овде почна водата да ни врие, Нека зоври. а ние да ги покажеме, ова се джанки сливи. Да, тие се така. красати, А, ние да. викаме кисели Кисели сливи, сливи, кои што така. се сушат и за зимата се користат за Одлично.
ги додават, Да. пак да си вријат. Некаде. Ова ни е доволен прас, можеме толку Доволно, овој да биде, овој бидејќи за после за не, десерт. и мало тенџерчето. Да. Се додава во неа, А после сливите кои ќе се добро се додава и оризот, оризот на крај. како ги викаш ти чушки суви. Не. Што ни е ова? Суи пипети, а ова е штафел. Ставел. Да, штафел го викам и тоа е доста витамини содржи, доста железо, А јас си викав, леле, Стојко киселец ке донесе од исти А бања. рано е за киселец. А рано е неизлезен, Рано е, да. рано. Киселецот, наредна прилика па со И киселец со се направиме киселец. нешто. И лукче, така? И лукче, да. Сега да те пофалиме, бидејќи јас имав можност многу одамна да ја добијам оваа книга, Сонсонила Ангелина, и радо се реков и моето прво чедо е Ангелина, но ти веќе имаш и друга. Вака, оваа книга пред тоа беше издадена на Пирине до 2 снега. А тоа е книгата што како дете младев, 17-18 години, одев по Пиринскиот крај на Македонија, имаме таму мајка ми имаше бартучитки, бев на гости кај нив и ме интересираше Пиринскиот фолклор, фолклорот на Македонија. Истражуваше. Истражував. Тука има многу убави работи за обичаите, за песните во Пиринска Македонија, за интересни зборови кои што таму диалектички се пирински, како се на наше, а многу се подударат со Истибанскиот регион, со И интересно дека многу зборови се како слични. слични, бидејќи само Мелешесите планини делат таму. И во неја таа книга доста и од таа ми остана уште ова ми ја разграба. За да можеме да ги покажеме. Да, а Сонсонила Ангелина тоа е интересно што таа книга не е тоа класичен соновник што викаме ние, туку народно толкување на соновите. За таа книга да напишам сигурно 2-3 години теренски сум работел, ќе прашам повеќе. Знам јас за мојата кога ја работев тоа повеќе од 7-8 години, бидејќи и поголем. за да видиш тројца, четворица што ќе ти каже што народ како мисли и земеш една средина. Да. Што е и така е направено интересно. Велиме знаците во сонот. Да, да. Јас ќе ги повлечам за да не ги да не ги надпасиме. оштетиме. Ова ти врие, дали празот треба Нешто да го треба додадеш? да Што сакаше не да мора да се прочиташ? бркалка некоја, ама попушта нека. Зејтинчи ставите. Додадов. Добро. Натре. Добро. Нека се варат сливите. Ја во меѓувреме можам и И штавелот. А и пиперката. петките. А вие свирете? Вие свирите, ние не вака не знаеме да работиме без песна. Ајде. Ова се пиперки и малку лути, решкави, со тоа што му дава посебен вкус. Празник може да го ставим. Ајде. Со се. Чекай, е така. Еве ти. Може и пиперките да го поклопиме. Нека се вари на Нека се песна. Рече ке си го штавелот Да. сецкаш. Него ќе го исечеме Добро. на парчиња. Да, тоа е многу, содржи многу витамини, многу железо и за млади и за стари е убаво за здравјето на луѓето. Во Истибан има многу штафел, кој ќе дое така ќе му И даваме. усукано се става. И усукано во зелник, во Да. еве да ставиме.
Така, ќе исечеме и лукчето. А јас мислам прво оризот да го ставиме. Може На ли? крај, може. Така, јас. Може само половина, доволно ќе биде. Добро. Абе, крупно зрно виничко. Да. Убав бел ориз. Добро. Чист не е од Кина ориз, од наше. Наше, добро. Да. Нека Еве. брие сега. Дај таа чинија. Добро. Ајде, фали се малку. Каде бевте, како поминавте, многу награди добивте. Ние не се палиме, ја кажуваме вистината, ама ја кажуваме вистината. Ако кажуваме каде сме биле, што сме биле, ќе требе, на појако нека биде. На најако. Ќе требе многу емисии. Точно. Да. Повеќе епизоди. Повеќе епизоди. Минатата година обележавме 50 години како постои нашиот фолклорен ансамбл и само во минатата година бевме, точно не знам, сигурно 9 пати во странство, на меѓународни големи цил фестивали, во Македонија на сите фестивали, на Илиндиски денови, на фестивалите низ цела Македонија. Од странство ги спомнал фестивалите во Косово, на Нула фестивал, каде што ја земавме Гран При наградата од толку земји што беа. Потоа во Србија сме биле на 3 фестивала, во Ниш, потоа бееме во Обреновац. Значи, многу настапи, а посебно сега би го обележал настапот на фестивалот во Сардинија во август месец, каде што бееме скоро 3 недели и имавме настапи низ цела Сардинија и таму е фестивалот за професионални ансамбли. Така. И тоа е интересно што од Македонија не беше поканет танец, туку токму нашиот ансамбл Китка од Истивања и тоа ни беше гордост што доаѓа од цела Италија, од копнениот дел на островот Сицилија, Сардинија, Сицилија бееме уломнени и да го гледат нашиот настап. Китка настапуваше или прва, отвараше го фестивалот, така, или па последни да останат. Да биде публиката до крајот. До крај. Така. И навистина е многу убави спомени од Сардинија носиме и некој ме прашува каде е оваа година. Ние секош објавуваме каде ќе одиме, на кој фестивал и тогаш поред си одиме така, не кажуваме однапред таму ќе одиме да се фалиме, после да не испадне ништо. Исто да кажеме на гледачите да знаат, сигурно повеќето знаат дека ние сме организатори на голем меѓународен фолклорен фестивал. Сакав за здравоживо, Истиванско здравоживо. Мината година беше јубилејно, 40-то поред. На него досега настапиле ансамбли од сите континенти. Сме имале од Јужна Америка, од Венецуела, од Мексико, сме имале од Калифорнија, од Лос Анџелес, груп професионални беше, од Азискиот континент, од Египет, од Израел, од цела Европа. Не сме имали уште од Австралија група, се надам ова година ќе имаме. Па може и да ве поканат, има културни и уметнички друштва таму. Мислам за кај се ја зборам. И да се дојде? И да се дојде, со тоа што во преговори сме со македонски фолклорен ансамбл од Австралија, што неколку години сакаат да дојдат и се надам дека овој септември, од 4 до 10 септември ќе биде фестивалот по 41 пат е во рамките на ЦИОФ при УНЕСКО и са правилата како што се на УНЕСКО на ЦИОФ фестивалите од светот. Одлично. Сега лукчето. И да гледаме фотографии. Бидејќи ни требаат и фотографии. Ако има фотографии, многу има. Ќе ми биде за мајстор. Одличен си. Маката го учи човекот. Јас, кога завршив 8 оделение, во негото не требаше на школа да одам, а треба во стан и мора и да готвиш. И јас секој викав дома, сега, јас ручек ќе правам. Можеш со рака? Можеш, ајде. Јас ја правам и така се научив и со цимерот се надпреварувавме кој поубаво ќе сготви. Може да... Веќе ќе ги повлечам за да не ти се потребни. Супер ќе биде чорбата. Таква чорба, еднаш ако пробаш, после секој ќе сакаш. Тешко джанки ќе ни ги ослани.
Да. Ќе ставиме малку и од џоџан. Кажи за џоџаното. Ајде. Џоџанот се става во секој, или тоа е нане, мислам, како Така? кажуваат скопјани. Питомо нане. Да, и плюс има пиперна сол, ние викаме или шарена сол. Шарена. Да, и тоа му дава посебен вкус. Еви го, тоа ќе додадеме. И сега нека се готви. Нека уште малку ќе биде и готова. И ќе ја пробаме после. Добро. Тоа е- Ајде, фотографии ќе бараме. Ајде. Виница. Моја виница. Беше убаво. Да. Пред белата куќа. Да. Добро. Раскажувај за фотографиите. Ова е од нашиот фестивал, мисли, или од Китка, да, од годишниот концерт на Китка, кој се одржа минатата година во мај месец. Оваа година повторно ќе имаме јубилеен концерт на кој што насапуваат сите членови од фолклорниот ансамбл од Китка. Скоро сите они кои се спремни за настап, од најмалите до најголемите. Одиме. Добро. Повторно од плошадот Ангел Винички. И тука е ги нашите играорци со тапаните. Ова е оркестарот од народни инструменти, кој што навистина, каде што одиме, ние не користиме хармоника, кларинет, такви инструменти, туку користиме исклучиво автентични народни инструменти. Затоа сме секаде препознатливи. Гајдата, кавалите, тамбурите, ќамането. Ова е дел од едно оро, тоа е Бела Рада, орото, да, дел од орото Бела Рада, плошадот Ангел Винички, кој што го играат. Многу убаво. Сцената изгледа прекрасно. Да го намалиш малку. Намали го. Можеме да го намалиме, Да, добро. да се намали малку. Ова се наредени нашите играорки, на вистина се како кукли, како да кажеме. Многу убаво. Да. Добро. Тоа беше оваа слика, последно беме во декември месец на фестивал во Тетово, каде што цела Македонија само нас се поканува да бидеме специјални гости во домот Центарот за култура Илјо Антевски смок, и публиката беше воодушевена. Навистина тоа беше доживување како што Доликува на Китка. доликува и што секој не може тоа да го направи, така да кажем. Благодарност на домаќините. Ова е обичајот истерување на чумата. Тој обичај е специфичен за нашиот регион, кој што некогаш луѓето кои ќе слушат дека се појавило чума или колера, некоја, и тогаш, значи, тие прават обичај кој што го изведуваме ние сценски, единствено, освен нас го изведуваат и други ансамбли, но не така оригинално. Панес, нашиот државен ансамбл на Македонија, го има поставено својот репертуар и со него навистина привлекуваат многу публика. Тој е сценски адаптиран со други реквизити, но она оригиналната чума што е толку една Китка од исти бања, и често ја презентираме кога одиме на фестивали низ свет. И убаво изгледа, наистина. Ова се нашите играорци со кралуци, тие што држат во раците. Тоа е кралуци, некош овчарите од исти бања ги користеле за да ги фаќаат овците да не бегат. Побрзо да ги привлечат. Да, имаме обичај кој што се изведуваат, што го се играат со самите кралуци, машките играорци што се, и навистина тоа е доживување ретко што може да биде. Влашки стап. Не е влашки стап, тоа си е истивански кралуци. Истивански, Ова се добро. невестинска носија, поклонување. Тоа е, пред нив има табли со погачи, Така. и тоа е ритуал кога се оди на нова црква и така се презентира таму. Убаво. Преубаво. Ова исто фестивал, тоа е од фестивалот дале од Шпанија, ова е слика.
во Шпанија, што сме биле на еден фестивал, беме во Шпанија скоро месец дена, на 4 фестивали во сите региони на Шпанија, у Севиља беме, во Мадрид, Малага, уште не знам како се вика градовите. Блазе си ви. Значи таа е слика токму од фестивалот во Шпанија кога бевме и таму беше фестивалите на многу фестивали беме на професионални ансамбли, беме ние како професионалци. Домаќините викаа професионалци, аматери со професионален квалитет. Еве, повторно слика заедно со. Ова носија се користи за белење на платно и тоа овчарите позади се. Ритуалот е кога на брегалница се бело платното, кога се искае, за после да се прави робата, кошули да се шијат за свекор, свекрва, за сите родни... За свадбени дарови. За свадбени дарови, значи, и доаѓаат овчари тука, играат заедно со момите, со девојките, и таа слика токму тој обичај. Ето, навистина, преубаво, преубаво. Ова е белење на плато што кажавме, значи на реката Брегин. Ова е обичај го изедуваме токму и во Тетово на последниот настап, и навистина публиката нешто не виделе до сега такво, сака да сликаат со нас, со играорците, па и со мене сака сите. Нормално. И беше тоа, навистина, немам зборови од тој настап во Тетово што ни беше. Одлично. Чорбата е готова. Па Чорбата мислам е дека... готова. А за да провериме дали е готова, музика бараме. Ајде. Ајде, бараме музика. Супер. Таму ќе го поставиме. Стани тук. Много хубаво. Ти ќе пробаш? Пробай ти. Жешко е. Ако нека стои. Сега да пробам. Не, нека стои. Ovo je ne tripet. Браво, 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 браво. Двајца, ама вредат за 10. Навистина, супер. Бидна? Бидна, може И да... Джорджан има, Се има, и джорджан, и штафел, и джанки, и прас. и суи пиперки. Може да пробам? Дали е како дома? Ајде. Ќе видам сега. Топла е? Посладка е него дома шапа. Ова е со песна и музика. И по-вкусна е, и малку налутнува, тоа дава апетит. Браво. И стварно е супер. Што се нам ни е потребно за денешниот рецепт? Клин чорба, 200 грама суви сливи џанки, 200 грама ориз, 3 страка прас, 3 суви пиперки, 10 ливчиња штавел, 2 литри вода, 3 чешниња лук, сол и други зачини по избор. Ете, тоа нам ни беше потребно за денешниот рецепт. И многу музика. И многу музика. И многу музика. Мислам дека прв пат во ваша телевизија таков рецепт имало и ќе сака да си го пробаат дома да си направат луѓето.
Бевте супер, посакувам многу успеси, посакувам секаде да бидете први. Да. И ви доделуваме производи на ПКБ-ско, заеднички Стојко да ги собереш, да направите клин чорба за време на репризите да си мезнете малку повеќе. Ова кој ќе почне да мрсим. Така, после Великден. После Великден. Благодариме на Канал 5 телевизија, на тебе, Драгче, што не покани, а навистина одамна не покануваш, но секој сме запатени. Еве, најдовме начин, време да бидеме ваши гости и поздрав до сите гледачи докаде што допира сигналот на Канал 5 и се надевам да ни бидете и наши гости во исти бањ. Амин Боже за добро. Да. Тука сме на крајот. Ве сакам.